Трите наречници и детето. Чита Александар Станојков. Си имала една жена 9 ќерки родени и сите ја беа живи и најпосле родила едно машко дете. На треќата вечер, кога ја дошле наречниците на детето, најмалата ја ќерка не спиела, само така се тајала под покров и чула трите наречници кај му нарекувале късмето на роденото машко дете. Мори сестри, рекла постарата на постредната и помалата наречница. Еве, оваа вечер е треќата вечер на родено машко дете на оваа жена што изнародила 9 ќерки. Што късмет да му делиме на ова машко дете? Късметот на ова машко дете, според мене, рекла најмалата наречница, нека му е жива на мајка си до 18 години и тога е да умрит. Арно велиш, мори сестро, рекла средната наречница. Туку, јас знаеш пак што велам, кога да дојдит на 18 години, прво да го свршат за една невеста од далеку и свршен да умрит. Арно рековте и му нарековте, мори сестри, им рекла првата на двете. Туку јас пак како што велам, кога ќе оид по невеста да поминит покрај дрвото што е покрај патот и да рипнете една змија од дрвото, да го касни и да умрит. Вака нека му е наречено, мори сестри, на ова многу галено дете што ќе се галит и гледат од 9 сестри. Така нека бидит, мори сестро, ја рекле двете наречници на постарата. Лели велиш ти, твојот збор два не бидуват. Така му рекле наречниците и си ошле по работа. Пред да си одат, беше проколнале вака. Кој што чу од ова наше наречување и ако кажи другому, камен да се стори. Девојчето сето тоа наречување од наречниците беше го чула и во ум си го клала. Сите сестри се измажија, а најмалата не ќела да се мажит, дури не го избави брата ја од змијата. Многу пати брат ја велел за да се мажит таа и после тој да се жени. Зошто, мори сестро, не ќеш да се мажиш? Ја велел брат ја. Што ал имаш? Кажи ми и јас да знам. Не било чаре таа да му кажи, чунти знаела, отиќе се скамни после. Дошол саатот, го свршиле и ќе го женат момчето. Тргнале со сватоите да одат по невеста од далечна страна и сестра му од момчето си зело една кошница и една кутија со себе. Одејќи попат, приближиле до дрвото и таа веќе од брата е и чне си стаала. Едно дошле до дрвото од кај што ќе рипнала змијата од дрвото право на зетот згора, веднаш сестра му ја начекала змијата во кошницата и ја затворила во кутијата и си тргнала со сватоите по пат за по невеста. Ошле и ја зеле невестата и си ошле дома. Мори сестро, ја рекол брат, заошто ја носеше кошницата од патот и дури дојдовме до дрвото, после ја изврли? Море, не прашај ме, брате, бре, му рекла. Оти не ет твоја работа таа. Ет, не ет, без друго ќе ми кажеш, сестро, ја рекол. Ако ти кажам, брате, треба камен да се сторам. После туку не прашај ме, оти ќе ме немаш, му рекла. Ако се сториш камен, сестро, железни опинци ќе направам и докај што греи сонце ќе идам, ама крајот ќе ти го најдам и пак човек ќе те направам. Лели толку ми се стегаш, брате, му рекла, ќе ти кажам. И ватила да му кажуваат за треќата вечер како му дошле наречниците и како му нарекле се со ред. И дури змијата беше ја ватила и него го избајала од смрт. Едно беше ватила да прикажува и ватила од прстите од нозете да се скамнуваат на угоре, кажуј таа и скамнуј се, кажуј и скамнуј се. Дури докажала и сета се скамнила, се сторила како една плоча гробиштарска. Ја зел брате и ја клал на тланик. Брго си направил едно рало железни опинци, та си зел едно железно стапче и си направил една железна торба, си клал во торбата леп и тргнал кај што огрева сонце да бара лек на сестра си. Одел и стрел на патот една круша, турена со круши здрели, саде за ќеф. Со здравје, бре, момче, му рекла крушата. Ако дај Госпо, кај си се упатил вака? Кај сонцето ќе одам, крушо, му рекло момчето. Заошто ме прашаш? Лели ќе си одел кај сонцето, момче,
Ке те молам, му рекла крушата, ако не го прашаш за мене, оти никој не ти да касни од моиве круши. Арно, да го прашам крушо, дај Госпо здравје, на враќање ќе ти кажам, je рекло момчето на крушата. Подило малце и нашло една чешма. Со здравје, момче, му рекла чешмата. Ако дај Госпо, каде вака? Кај сонцето ќе одам чешмо, je рекол. Заошто ме прашаш? Лели си одел кај сонцето, му рекла. Те молам, ако не го прашаш за мене, оти никој од мојава вода не пиет. Мошне, арно чешмо, ќе го прашам и на враќање ќе ти кажам што ќе ми речи сонцето. Така е рекло. И си тргна да патуват момчето. Одело и отишло до сонцето. Добро утро, сонце, му рекло момчето. Што чиниш, како си? Дал ти Бог добро, момче, му рекло сонцето. Сполај Богу сум, ти што чиниш и што има нешто што си се мачил до мене? Имам една сестра, брате, сонце ми е скаменета. Лек да ми даиш да си ја оздравам, му рекло момчето. И му казало секако што му рекле на речниците. На овие 3 свети воштени да му изапалиш, едната на глава, другата на папок, треќата на нозете и штом догорит ќе се стори човек. Ами чешмата што ти рече? Вистина, а за неа што лек има дека никој од водата што течит од неа никој не пиет? Дури не удеит еден човек не е чаре да му пијат од неа. Варди се кога ќе му кажиш да не те удеит тебе. Ами крушата што ти нарачуваше? Вистина, оти никој од крушите незини не јадит. Дури него извоит казанот со алтини што е твокорен од незин, не е возможно човек да јадит. Сполај ти сонце што ми стори оваа добрина, му рекло, и седи ми со здравје. Врвејќи пред чешмата го прашала што му рекло сонцето и откога беше се искачил на едно високо беше е кажал. Кога чула чешмата, беше протекла како река за да го удеит момчето. Поминал кај крушата и не се и кажал. Ама бре момче, извај го барем ти азното, му рекла. Си го откопа азното и си ошло богато дома. Запалил 3 свети и оживеала сестра му.